да ги прашаме поединечно и младите, па и возрастните, кај сака да живеат? Во Русија или во Европа? Сакаме Европа, сакаме Брисел, ама да гледаме кон исток. Македонија е влезена во фаза на стагфлација. Годината ќе биде завршена со умерена инфлација, со надеж проекциите се сите дека идната година ќе биде стабилизирано. Дел од Светска банка најавува дека Македонија во 2023 ќе влезе во техничка рецесија. Во констатацијата ваша дека влегуваме во фаза на рецесија, тоа воопшто не е точно. Ќе дојде ли до окрупнување на владината коалиција? Дуи и Али Ахмети иштетат прво на албанците во Македонија. Оти не е добро една политичка партија да биде 20 години на власт, кој имавме со ВМРО соработка за 6 општини. Веќе со вокабуларот претерува и мислиме дека со тој вординг само ги намалува капацитетите за коалиционирање со албанските партии. На 17 февруари 1946 година во салата на Градскиот народен одбор во Скопје се останале новинарите од скопските редакции Нова Македонија, Трудбеник, Единство, Радио Скопје и дописништвото на редакцијата Тањук и го основале првото здружение на новинарите во историјата на Македонија. Гледате ново издание на Трилинг, добро вечер. Во Македонија недипломиран лекар има приватна ординација. Ни се случува незавршен студент на правен факултет да аплицира за судија или обвинител. Скопјани со блокиран сообраќај од приватните автопревозници, чии газди беснеат со мотори и джипови, чии здруженија се под лупа на финансиската полиција. Ленин доби други револуционерни инструкции. Од тркач за Арсовска сега е главен критичар и автор на хаосот. Ова е недела на ново лицемерие од јавни личности и функционери. Председателката на Судскиот совет, која на деновиве поднесе оставка, со заговорот против неа, ги вклучува и новинарите и олигархиските бизнисмени, без при тоа да провери во својот домашен двор. Стигна и реакција на бизнис луѓето преку социјалните мрежи. Оставката на Црвенковски е директно признание за постоењето на организиран криминал во судскиот систем. Уште едно фейсбук адвокатско писание на Сузана Јошевска. Академијата за суди не гледа ништо спорно да се полага правосуден испит, без завршен факултет. Документот за полагањето мистериозно исчезнал од Министерството за правда по само една година. Иако пак граѓаните своите сметки ги за вода, струја ги чуваат по речиси неколку години. Се друго што ќе допишеме може да важи и за наредната седмица, ако не ја смениме сегашната општествена сурова реалност. Ова е само почеток на уште едно издание на Трилинг, следете не. Секој новинар би бил задоволен доколку за свој соговорник има човек со авторитет кој е добро запознат со актуелните и акутни проблеми во политичкиот и општествен амбиент. Тој е ректор на Универзитетот на Југоисточна Европа, академик Воман. Добро ден за Абдулменов Беџети. Благодарам и за најавата. Како е возможно личност да стигне да работи на Академија на суди, на правосуден систем, а при тоа да нема добиено диплома, во ситуација во која на универзитетот е подсилен меѓународен мониторинг, односно присутни се странци. Не верувам дека станува збор за техничка и административна грешка. Заправо станува токму тоа збор, меѓутоа прво треба да објасниме, бидејќи лиферирано беше многу на погрешен начин информацијата, превземена од инспекцијскиот наод и надзор, кој што извршија таква контрола во почеток на годината и дури немаше констатирани материјални нормативни неправилности во записникот и не следија никакви мерки, затоа што не се работело за дипломи и не станува збор, туку се работи за постапка на издавање на одредени уверења кои заправо нема таа валидност и јачина во правниот промет. Затоа што уверенијата се во временски период 2 до 3 недели, откако се завршува со сите обврски студентот, добива уверение дека дипломирал во соодветна
студиска програма на соодветен факултет, во случајот правен факултет, во 3-годишна студиска програма, каде е наведено 180 европски трансфер кредити. Значи, тој завршил 3-годишни студии, кои легално се биле акредитирани, бидејќи тој не е единствен студент. Сега, нашите студенти се запишуваат од нас, после заминуваат во Европа, не се оспоруваат, се оспоруваат тука. Тоа е друго што дотиче некој, влегува во некоја друга инстанца, без да ги исполни пропишаните услови за кои се бара 4-годишни студии. Тоа е сосема друго. Вангеловски, Неделкова, Мемети и Арстани биле во Комисијата за правосуден испит, која пропуштала недипломирани, меѓу кои синот на Талат Џафери. Дали е ова сигнал дека системот е корумпиран и дисфункционален? Ќе ги прашате нив. Што вие мислите? Нема што да мислам, јас нема што да се искажам тука. Ниту ги знам, ниту сакам да ги знам. Јас сум институционалист, јас сум крајен легалист. Велите одговорност меѓу редови нема кај универзитетот, но сепак препознавате пропусти. Да. Каде? Во делот на тоа што откако влегло во сила одлуката, а тоа не е 5-годишен период, тоа е 1,5 година, ви кажав, 6 месеци по донесување на одлуката, има еквивалентност. Во таа одлука за нормативи и класификација на нивоата на професиите е укажано и табела на член 13 е дадено еквивалентност. Што представува до тој период, бидејќи до тој период 7 прв степен е еквивалент на новата одлука кој што доаѓа, се усогласува со нормативите на Европска Унија, ама тоа е веќе при крај на 2011 и тогаш тоа е еднако на 6Б или 6Е. Академик Беџети, инфлацијата расте според одредени проценки, сега сме во фаза на стагфлација. Се најавува, дел од Светска банка најавува дека Македонија во 2023 ќе влезе во техничка рецесија, економска рецесија. Тоа е оценка на новата директорка на Светска банка за Западен Балкан. Се зголемува и сиромаштијата. Како ќе се менаџира оваа економско-енергетска криза? Во услови на перманентно задолжување, нови кредитни линии за да се отплатат старите долгови? Се надевам не мислите на инфлација на дипломите. Во констатацијата ваша дека влегуваме во фаза на рецесија, тоа воопшто не е точно, затоа што рецесија значи истовремено висока инфлација, висока невработеност, не рецесија никој не мора. И во случајот негативен раст на економијата, односно бруто домашен производ. И тоа две тромесечја поред. Тоа е дефиниција за стагфлација. Во случајот не е и не верувам дека до тоа ќе дојде. Треба да имаме негативен раст за да тоа да дојде. Од друга страна, дали имаме висока инфлација? Да, секако, бидејќи тоа е највисока во земјите од Западен Балкан. Со сите 6 земји во Западен Балкан, па можеби и дел од просекот на Европа е највисок. Освен ако исклучуваме Полска, Летонија, Литуанија, Балтичките земји, кај што стварно имаат повисока инфлација од нас. И тоа е голем проблем. Мислам дека досега се справуваше одлично менаџирањето на тој проблем, затоа што рефлектираше благовремено Централната банка, Народната банка, со инструментите кои ќе ги има легитимно и легално. Преди се постојано зголемување и тоа умерено зголемување на основната каматна стапка, а можеби и другите инструменти. Од тука ценам дека годината ќе биде завршена со умерена инфлација, со надеж проекциите се сите дека идната година ќе биде стабилизирано на некаде 6 до 8% стапка на инфлација, а исто така сите предвидувања се дека идната година ќе има и раст на бруто домашен производ, односно на економијата. 2 до 3%, зависи кој како. Некој оценува 2,1, некој 2,3, владата е малку пооптимистичка до 3%. Претпоставам дека Народна банка е многу пореална. Инфлацијата до година е планирана до 7%, и дека
тоа би било реалната и објективна проекција. Дали овие владини мерки за сузбивање или ублажување на економските потреси се доволни, навремени или задоцнети? Никогаш не се доволни мерките, секој пат може со поагресивни мерки, зависи кога вршиме таква оценка, треба да се водиме од некои стандарди, критериуми, компарации и така натаму. До сега, ако ги гледаме во квантум, значи квантитативно, нашите мерки се далеко по-високи од финансиски обем во однос на сите други земји во Западен Балкан. Нели? Знаете дека ние скоро 700 милиони евра потрошивме, било за намалување на даноците или ослободување со условни, било субвенционирање на одредени цени, преди се енергенција, електрична енергија, било и намалување на одредени даночни стапки на страна на стоките за потрошувачка, базичните стоки. Дали навремено? Да, мислам дека благовремено беа, меѓутоа се доцни во реализација. Вие знаете дека по 2-3 месеца се чека додека се носат законите. И од денот кога владата дизајнира, креира такви мерки, до денот на спроведување, ние сме поминале 3, 6, дури до 9 месеци. Знаете дека ова не е прв пат. Ние имавме 3, 4, 5 пакети мерки за антиковид мерките и исто речиси се случуваше. Бавно, дали после институциите имаат капацитет да реагираат и да дават фидбек каде мерките биле ефикасни, ефективни или не, такво мерење, јас немам сретнато до денеска, мислам изрично мерење за да каже дека да, трошивме 700 милиони евра, ама тоа придонесуваше до тоа толку. Значи нема такви квантитативни мерења. И генерално, да кажем, во однос на околностите условите, со надеж дека инфлацијата и идната година ќе биде посмирена во овие рамки кај што Народна банка и предвидува, а не се далеко предвидувањата и на Светска банка и на ММФ во овој дел, се надевам барем позитивно ќе држиме и стапката на раст. Да ве подсетам, имаше и од мои колеги економисти кои што оваа година најавија, уште пред 6-7 месеци, најавија дека ќе имаме негативен раст, односно намалување на економијата, и јас тоа време сум настапил со одредени проценки, и тоа не паушални проценки, дека околу 2% се очекува да ја завршиме годината. Ви зборам за проекции од пред 6-7 месеци. И тоа еве се случува. Екс-вице-гувернерката Кадиевска Војновиќ денове процени дека монетарната и фискалната политика потврлила во сузбивањето или санацијата или растот на инфлацијата. Зависи, тоа е, види, личен суд, лични оценки, констатации слични, зависи од диоптријата на видување на нештата. Јас, колку што знам, тие работа добро координирано. Дали можело уште покоординирано? Да. И јас исто делам тоа мислење дека никогаш не е досна, никогаш не е доволно и никогаш не е перфектно. Во тој дел, затоа што имено во вакви кризни циклусни состојби многу е потребно монетарните политики и фискалните политики да бидат многу координирани. Ние, на жалост, сме дотерани во такво однесување за да имаме експанзивни фискални политики и наспроти тоа рестриктивни монетарни политики. Ова е најлоша комбинација за економијата. Што заправо, меѓутоа сме биле принудени затоа што морало да се инфлацијата смирува. А од друга страна, мерки потребни за субвенционирање мора да генерираат во фискалниот дел експанзивна фискална политика, затоа што се барало субвенционирање на електрична енергија, субвенционирање на базични основни производи, субвенционирање разни на загрозени семејства и фамилии. Сето тоа чини трошок. Ако немате доволен приход, ќе имате дефицит растечки. И нам тоа ни се случува. Ми имаме растечки дефицит, потрошувачки дефицит, не многу степен на реализација на капиталните инвестиции, значи во делот на развојната компонента
не е толку изразено и во таа смисла нормално дека монетарната банка реагира последично. Значи ова е причинска последична врска. И последично таа мора да ги зголемува основните каматни стапки, што заправо ги прави поскапи парите и кредитите, и инвестициите и се, и го врши тој, како го нарекуваме ние, crowding out ефект. Се зголемуваат каматите, но тоа последователно ќе значи намалување на потрошувачката кошничка, што значи дека... Затоа е лошо. Затоа е лошо. И затоа ви реков. Рестриктивни монетарни политики се лоши по дефиниција. Ама тие мора да се прават во вакви состојби затоа што последиците од инфлацијата, ако таа се качи и да стане галопантна, тешко ќе можете да ја контролирате ако Што значи, академик Беџети, ако инфлацијата продолжи да расте? До кој степен или до кој ниво може да го толерираме ова перманентно? Нема плафон, ризичноста е многу опасно кога таа влегува во двоцифрена бројка. А веќе сме, и тоа мислам дека трендовите се смирувачки и затоа се оправдуваат сите мерки на институциите, во случајот мандатарна обврска е на Народна банка да се справи со инфлацијата, односно да ја чува стабилноста на цените. Генерално. Академик Беџети, се уште сте советник на министерот за финансии? Неформално цело време јас сум бил и се уште продолжувам да бидам во делот на фискалните политики, да. Во 2021 министерот Бесими напиша дека задолжувањето е оправдано ако имаме економски раст. Од друга страна, дефицитот е оправдан ако се земат пари од странство за капитални инвестиции и доколку порастот на домашната економија е повисок од стапката на каматите за задолжување во странство. Сосема право од гледна точка на еден економист, апсолутно. И ако сакате и теоретски и практично. Прво теоретски, затоа што тоа се познатите златни правила, gold rules, кои што на некој начин и ние претендираме да ги усвојуваме и да ги земаме во нашиот нормативен регулирање на фискалниот систем. Имено зашто? Секое задолжување и секој дефицит, кој што заправо зголемува задолжување, а кое се употребува продуктивно, било за капитални, базични инфраструктурни проекти, било за продуктивни дури проекти и потрошувачка, тоа е позитивно, затоа што ќе генерира маргинален раст повеќе отколку што е цената на чинење. Значи се гледа кост-бенефитот во тој дел. Што заправо предизвикува, а не дека е преголемо задолжување. Ние така сме преголемо задолжување. Ние сме околу 60%. Односно сега сме некаде 7,3 милиарди евра долг, што за Македонија е високо. Затоа што ние сме пресметале научно, емпириски утврден праг некаде 52 до 55% од бруто домашен производ. До тој степен не долгот растечки не влијае негативно во растот. Од таа стапка, веќе и долгот влијае негативно на растот. Затоа што го зборивме, тоа што го кажавме, реакциите од монетарната политика. Така да, министерот вели да, умерено задолжување, со тоа што тоа задолжување треба да оди во капитални инвестиции и продуктивна потрошувачка. И тоа е вред. Може да кажете тебе во последниве 2 години која капитална инвестиција имаме? Жално, тоа е жално. Значи не само капитални инвестиции. Јас затоа реков, теоретски тоа е апсолутно управо и така треба. Меѓутоа, степенот на реализација на овие проекти, не сега, уште од времето гораст. Вие знаете, и пред неколку години ние сме имале интервјуа вакви, кај што сме констатирале дека никој пат степенот на реализација на капиталните инвестиции не стигнал повеќе од 65%. Најдобра година било до толку. И обично при планирање, и јас сум го посоветувал министерот, да не одиме дури и за наредна година преамбициозно планирање на капитални инвестиции, затоа што прва ревидирање на буџетот, односно ребаланс на буџетот, таму кратиме. Затоа што ако ги оставиме колку што се планирани, тогаш највише ќе треба да кратим, затоа што немаме капацитет да ги реализираме. И тоа е факт.
Имаме ли капацитет да ги отплатиме старите долгови, а во ситуација повторно да се задолжуваме? Ако немаме капацитет, ќе одиме на банката. А ја мислам дека далеко сме од тоа. Видите, ние сме околу 6% задолжени. Ми тоа, да не заборавиме, и околу нас, освен Косово и Босна и Херцеговина, земите во Западен Балкан, околу нас е некои земји дури и позадолжени. Земете Албанија, некаде над 75%, 80%. Слично се и другите земји. А да не кажеме Италија што е стигнато над 150%. Добре, не може да се мериме со една Италија. Па не, се зборува, меѓутоа на процентуално, релативно, ве молам. Ти имаат копенхашки критериуми и ги имаат и мастриските критериуми, така наречени, нели, конвергентните критериуми, кои што сами треба да ги применуваат. Освен Германија, ниједна земја членка не ги почитува тие критериуми. Тоа се нивни. Тоа ни ги стават нас као критериуми при зближување за членка на Европска Унија. Академик Беџети, при крајот на разговорот, во Македонската академија на науки и уметности е релативно тивко. Дали председателот академик Коцарев ја омекна својата позиција и во последен период не ги слушам оние претходни најави и иницијативи за раздвојување во две академии инициирана идеја од академик Ќулавкова? Па, очигледно вие новинарите посакувате да има турбуленции повеќе и да има тема. Сега, чудно е кога е мирно, а уште почудно е кога нешто турбулентно и врие. И дозволи ми да ви кажам дека да, последно време, мислам дека во секој случај повеќе се разговара конструктивно, повеќе се дебатира. И тоа покажало дека во почетокот требало од порано тоа да се почне. Ние веќе држевме пред месец дена 2 собрани на МАНУ, консултативни, информативни, со настапи тамо да ги кажеме сите забелешки во однос на овие спорните, познатите спорни прашања, имено за интегративните процеси и за договорот со Република Бугарија и слично. Значи, разговаравме многу конструктивно, секој ги кажува своето размислување, своите аргументи, своите видувања и во име на тоа лично право останува отворена забелешката дека не можете вие да се оградите од функцијата што ја вршите. Колку да сакам ја да речам мој став, јас сум и ректор на универзитет. Кога изразувам одредено мислење во врска со таа институција, јас ќе се препознавам како ректор на универзитет. Некој ќе рече преголеми концесии направивме со договорот со Атина, спогодбата со Бугарија, а и да го решиме проблемот со соседна Софија, треба да се втурнеме во внатрешните проблеми, во надминување на внатрешните проблеми, дека Бугарија не може да ни биде виновна за корупцијата, за правната несигурност, за лошото владење на правото. Јас се слагам со овие констатации вториве, дека ние имаме проблем дома, во наш терен, имаме проблем со добро управување или недобро управување. Ни укажуваат секој ден во сите извештаи, во сите, дури сега почна и да ни сплеснат во лице директно, само што доаѓаат дипломатскиот кор новиот. Така да тие се проблеми кои што реално треба да се занимаваме, за да осоздаваме можност да не продолжи иселувањето на младите од земјата. Инаку на крај нема фајде ништо од било каков договор, ако веќе ни бега мозокот и ни одаат младите. Инаку, ајде кога разговараме индивидуално и да размислуваме поединечно, зашто ние сме многу порационални од како се однесуваме колективно. Па сме ги прашали и да ги прашаме поединечно и младите, па и возрастните, кај сака да живеат? Во Русија или во Европа? Кај сака да одат? Во Кина? Што сака да купуваат? Што стандард сакаат? Какви возила возиме ние? Значи, сакаме Европа, сакаме Брисел, ама да гледаме кон исток. Тоа невозможно е. Рационални сме кога сме индивидуално во замислувањето. Кога сме во толпа, некако именуваме тие размислувања, па Европа има и алтернатива, па
ова може да има и друга алтернатива, стратешка и така натаму и така. Мислам дека тоа се неодговорни политики, барем на одговорни институции. Ја не зборам за поединци. Во име на индивидуалното право и правото на лична мисла, личен говор и така натаму, треба да знаеме дека тоа е ограничено со одредена обврска кон општеството, а поготово во институциите кои што на некој начин се одговорни за јавниот и стратешкиот интерес на државата, како што е МАНО. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на можноста. Поштовани гледачи, тоа беше академик Абдулменов Беџети. По кратката пауза за реклами следуваат следните содржини, а во продолжение ќе имате можност да видите околу изборот на новиот претседател на Сдруженијето на новинари на Македонија, како и разговор со веде лидерот на Алијансата на албанците Арбен Таравари. Следете не. Новинарството во пазувите на политичарите и бизнисмените. Зошто оваа професија се помалку е ценета? Општествено влијателна, колку самата ги креира и поддржува демократските и реформски промени во општеството. Сдруженијето на новинари на Македонија со предизвик како, кој ќе ја води и понатаму оваа асоциација во одбрана на седмата сила. Се избира ново раководство на Сдруженијето на новинари. Во трка за нов председател е Чадиковски, Николовски и Кока. Во наредните минути следува прилог на Игор Стоенов со разговорот со тројцата кандидати за прв човек на ЗНМ. На 17 февруари 1946 година во салата на Градскиот народен одбор во Скопје се останале новинарите од скопските редакции Нова Македонија, Трудбеник, Единство, Радио Скопје и дописништвото на редакцијата Тањук и го основале првото здружение на новинарите во историјата на Македонија. Тоа е ова здружение кое викендов или ќе го избере својот 26-ти или ќе му додели уште еден мандат на својот 25-ти председател. Битката ја водат тројца истакнати новинари. Актуелниот председател на ЗНМ и новинар во ТВ24 Младен Чадиковски. Актуелната подпредседателка на Сдруженијето и новинарка во МРТ Филијана Кока. И новинарот од Сител Маријан Николовски. Навистина сум горд што успеавме да го подигнеме нивото на солидарност меѓу филата, да не се делиме повеќе на наши и ваши, туку сите да гледаме напред. Се разбира, има уште многу работи што може да се направат, но во изминатиот период и оние клучни, можеби два закона кои што ги чекавме, конечно ги добивме. Клеветите и навредите кон новинарите се намали казната за 5 пати, значи од дотогашните 2000 евра на 400 евра, предходно имавме навистина драконски казни за новинарите. Тоа не значи нормално дека новинарите не треба да бидат одговорни и понатаму во своите написи и пишувања. И оној закон кој што долго време го чекавме, а тоа е нападот врз новинар да се смета како напад врз службено лице. Јас сум мотивирана да го направам ова, затоа што гласно и јасно треба да бидат адресирани проблемите на новинарите. Новинарите морат да бидат прашани и тие да ги креираат медиумските политики. Значи, јас сум новинар веќе 30 и неколку години и тоа новинар, репортер на терен. Секојдневно се судрувам се среќавам со истите проблеми, маки и крижи кои што ги имаат моите колеги. Значи, од своја перспектива, заедно со нив секогаш, знам кое е тоа прашање кој што намногу ги тишти. Во минатиот период, Сдруженијето на новинарите речиси да беше заспано. Содржаа, да изброиме на прсти неколку преса, не можам во бројки сега точно да кажувам, но минимално 2, 3, 5 да кажеме, и соопштенија кои што се навидум за новинарската фела штури соопштенија. Бев поттикнат од една група, неколку луѓе, млади новинари, во кои гледам многу голема енергија и го прифати предизвикот да им возможам поголем простор и поголема можност и шанса да бидат дел од органите на ЗНМ. Кандидатурата е за едно прогресивно, за едно активно, за едно динамично и за едно ЗНМ кое ќе биде обединувачко за сите новинари. Така е и нашиот слоган ЗНМ за сите нас, новинарите, снимателите, фоторепортерите, уредниците.
Прв председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија беше Мито Хадживасилев Јасмин, одговорен уредник на Нова Македонија. За подпредседатели биле избрани Асен Тодоров, уредник на дописништвото на Тањук, и Пиетро Јанура, одговорен уредник на весникот Фљака Евлазримит. Од тогаш до денес има поминато 76 години и со тоа ЗНМ е едно од најстарите професионални здруженија во Македонија. Денес е исклучително влијателно на домашната и меѓународната сцена во областа на медиумите и новинарството. Иако денес е многу влијателно и моќно, сепак кандидатите сметаат дека во работата требаат промени. Прво треба да се формира тимот, за се седне и да се видат сите аномалии. Она што мене лично ми е ургентно и приоритет е ЗНМ да биде структурирано, да биде многу подинамично и многу по-гласно здружение на новинари, да биде прво и основно партнер рамо до рамо, и првата задача која ќе ја направиме е зајакнување на соработката со синдикатот, кој што сега постои, и да се вклучиме во процесите кои подразбираат поддршка на социоекономската состојба на новинарите. Тоа досега Сдруженијето на новинари со години бегаше од таа тема и мислам дека тука е главниот аспект кој што треба да се фокусира најмногу за да се направат чекори кои што овозможат поддршка едни со други, во кои што ќе тргнеме да ги бараме нашите права кои што ги заслужуваме за повисок стандард на новинарите и на снимателите, фотооператорите. Досегашниот проблем што јас го акцентирам кај ЗНМ беше токму тој момент, ставање на работите под тепих, не вклучување во процесите. Требаме да бидеме многу по-активни, активноста не можеме со пасивни ставови да го правиме тоа. Не смееме да веќе да дозволуваме разединување. Мојата визија е дека ние требаме да се обединиме. Гледате дека во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава, во делот на слободата на изразување точно е посочено дека во медиумската сфера имаме не само лажни вести, не знам, фейк ньюс, не само оговор на омраза кој што покажува колку сме ние на сите планови идеолошки, поделени, етнички, партиски дури. Тоа не сме да се дозволи, бидејќи ние мораме да бидеме обединети за да постигнеме да ги следуваме тие цели. Да се издигне уште повеќе функционирањето на регионалните центри на ЗНМ, што ни е исто така еден од приоритетите, ни било и претходно. Меѓутоа, не секогаш сите работи одат со еднаква динамика и со еднакво темпо на работа. Затоа и во, да речам, во новите наши согледувања за војнината имаме многу точки кои што се однесуваат не само на секциите, туку и на локалните и регионални центри и функционирањето, за да едноставно ги лоцираме и ги решаваме проблемите на новинарите било од каде да доаѓаат. Сдруженијето на новинари својата моќ, влијание и актуелност значително ја зголемува во последните десетина години, кога и буџетот се зголемува. Во 2011 година буџетот на Сдруженијето бил 35.000 евра. Минатата година ЗНМ располага со близу половина милион евра и во него членуваат преку 500 новинари кои што во буџетот на Сдруженијето придонесуваат со 1 до 2,5%. 97% од средствата доаѓаат од странски донатори. Кандидатката Филијана Кока на социјалните мрежи веќе обвини дека актуелниот претседател се обидува да ги манипулира изборите со тоа што предвреме се затвораат канцелариите и за според неа новинарите да не можат да го обноват своето членство, како што вели таа. Чадиковски и Николовски не го делат ова мислење. Инаку, само член со подмирена членарина има право на глас во ЗНМ. Колеги кои што отидоа последните неколку дена, после 15 часот ми ја пратија фотографијата, рекоа дека после 15 часот во канцеларијата на ЗНМ затворени се вратите и сакаат тоа да ми го пуштат фотографирано со доказ. Значи, доколку вие пред изборите, неколку дена пред истекувањето на рокот за продолжување на членството на колегите, им ги затварате вратите во 15 часот, нивната перцепција дека пораката е таа. Речиси 1000 членови на ЗНМ кои што дел од нив се токму во овој период
дојдени, значи во периодот пред изборното собрание, што е и нормално и очекувано понекогаш, бидејќи тогаш се крева малце повеќе и интересот за Сдруженијето на новинари, но самата таква бројка ни дава за право да говориме дека и канцеларијата добро си ја завршила својата работа и се разбира се уште си ја работи својата работа. Искрено не би можел да коментирам за тоа дали во некој час или во некој сат канцеларијата била затворена или отворена, бидејќи на крајот на краиштата луѓето што се тамо постојано се под притисок, постојано работат. Дури мислам дека и во тие моменти кога за тоа се зборуваше, тие беа со дел од медиумските работници и новинари за да функционираат, така што не гледам во тоа некаков проблем. Еве ги вчера работеа до 7 часот на вечер, овие денови исто така ќе бидат секој ден. Јас во овие избори се тркам против двајца кандидати кои моментално едниот е председател, другиот е подпредседател, но сакам да кажам дека од моето искуство досега со канцеларијата на Сдруженијето на новинари во досегашниот момент на условно кажува на координација и соработка немам апсолутно никаква забелешка и дури јавно им честитам на коректноста што ја имаат како кон мене како условно кажано кандидат од надвор кој не е кандидат од сегашниот состав на управните органи. Сите тројца кандидати ги повикаа новинарите да бидат обединети и слободно да гласаат на изборното собрание во сабота. Новинарите во сабота треба да си го дадат слободно својот глас, поради тоа што треба да ја согледаат од својот интегритет, да кажеме, како новинари, за една жена новинар, која што, да кажеме, во Сдруженијето на новинарите од 46-та година, патем имавме само една председателка или две беа, да, но таа е многу претходно, да речеме во понова транзициониов период. Жена која што цел живот, како што кажав, била на теренот и дека во остварувањето на сите права, се што ќе биде артикулирано од колегите, точно и навреме ќе биде пренесено и ќе биде реагирано за тоа. Нема да бидеме заспиени. Новинарите треба да гласаат за оној за кој што мислат дека ќе подобри нивната работа. Не е мое да кажувам гласајте за мене. Ние не сме политичари, видете. Не сме ние политичари, па сега да одиме со пароли, јас сум најдобриот, јас сум најубавиот, гласајте за мене, тоа ќе ви помогне. Не. Едноставно, Сдруженијето на новинари на Македонија постои заради новинарите. Ние во Сдруженијето на новинарите на Македонија, јас кој што веќе сум 4 години председател, постојам за да го водам Сдруженијето од аспект на политиките. Се разбира се, има извршна канцеларија која што ги работи другите работи, но гаранцијата дека секогаш сме на страната на професионалците и на правдата е тука. Колегите новинари во сабота треба да гласаат за себе, да гласаат за силно ЗНМ и да гласаат за обединето ЗНМ. Ако мислат дека јас сум таа личност, нека ме гласаат мене. А ако мислат дека се другите двајца противкандидати, нека ги гласаат нив. Но важно е да дојдат во сабота, ако има 300, 400, 500 активни новинари кои што имаат регулирано обврски кон ЗНМ, да дојдат на собранието, да видат присутни и нека изберат што мислат они дека е најдобро во следните 4 години да биде, но да бидат присутни за да види јавноста дека таму сме заедно обединети сите. Дел од председателите на Сдруженијето на новинари после завршувањето на мандатот заминувале на високи позиции. Дел станувале членови на Советот за радиодифузија. Мирјана Димовска стана председател на антикорупцијска комисија. Фиденка Танаскова замина во Министерството за иселништво, а Роберт Поповски стана и министер. Изборите за нов или продолжување на мандатот на актуелниот председател се во сабота на 3 декември во Скопје. Ке следува ли владино окрупнување или станува само збор за политичко пазарење? Прво се најавуваше, па сега следува затишје. Откако веде лидерот на Алијанса на албанците Таравари, седна на маса со премиерот Ковачевски пред речиси 2 недели. Сега се чувствува затишје. Ќе влезе ли Алијанса на албанците на Илинденска број 2? Дали Алијанса на албанците, ако воопшто не биде дел од Илинденска број 2, ќе даде поддршка за уставните промени? Во ова издание на Тренинг разговарам со веде председателот на Алијанса на албанците Арбен Таравари. Добре дојдете во емисијата, господин Таравари. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. На почеток, дали мнозинството македонски граѓани
ве знаат пред се како политичар или како лекар специјалист, невролог? И кога последен пат сте настапиле во својство на лекар? Значи, повеќето луѓе мислам дека ме знаат како лекар, како невролог, како универзитетски професор, кој што работи веќе над 15 години во универзитетска клиника за неврологија. Пациенти јас си прегледувам секоја среда, одам на клиника, еден ден неделно работам со пациенти и неделно прегледувам просечно 100 пациенти. Сега кога сум градоначелник и кога бев министер исто. Тактизирате, влегувате во владата, испоставивте висока цена. Вака, прво да кажам, за нас дефинитивно тоа што е кажано пред 2-3 месеци, кога прв пат изјавив дека без разлика дали ќе бидеме дел од владата или ќе останеме во опозиција, Алијанса за албанците начелно ќе ги поддржува уставните промени за вметнување на бугарскиот етникум што живее во Македонија во преамбулата на уставот, и тоа е генерално. Значи, дефинитивно дека без разлика дали сме дел од власта или сме во опозиција, тоа ќе го поддржиме. Точно е дека со премиерот Ковачевски се видовме пред околу 2 недели, ако не се лажам. Имавме состанок на која што генерално зборевме за проблемите што се случуваат во парламентот, поради активната блокада што ја врши ВМРО ДПМН, поради европските закони кои што се со европско знаме, кои што треба да поминуваат. Говорите за истото ВМРО ДПМН во кое со партијата која до неодамна и коалициравте, дававте поддршка? Не коалициониравме, туку соработувавме и тоа беше транспарентно кажано. Но во исто време бевте гласен критичар и вие лично и како партија кон владините политики. И повторно продолжуваме да бидеме критични према владините политики. Например, со украинскиот како беше соработник на Путин, Онишченко, знаете, првата пресконференција, скандалот го објави нашиот пратеник Снопче. Така да ние продолжуваме да бидеме критични, меѓутоа истовремено и да бидеме внимателни на тоа како нашиот бивш соработник за локалните избори, кои имавме со ВМРО соработка за 6 општини, веќе со вокабуларот претерува и мислиме дека со тој вординг само ги намалува капацитетите за коалиционирање со албанските партии. Не велам само за Алијанса за албанците, и ние не случајно прво се дистанциравме од Данела, градоначалничката на Скопје, која што беше независен кандидат, меѓутоа поддржана прво од ВМРО, па после од Алијанса, и подоцна, малку подоцна, некаде во септември, ние се дистанциравме после тие што беа демонстрации за францускиот предлог, се дистанциравме од ВМРО ДПМН, дека сметаме дека периодов веќе оди во екстрема во нивниот речник што го користат. Мислам дека веќе се надпреваруваат со левица која е понационалистичка партија и за жал сметам дека ВМРО веќе е влезена во орото на левица. Може би таргетираат гласови од одредена група на луѓе кои што сметаат дека албанците се вишок, не требаат во ова општество. И со тој речник ја мислам дека ќе им биде навистина тешко на ВМРО во идниот период да си најде коалиционен партнер. Ја продолжувам да сметам дека кога соработувавме во октомври, пред тоа господинот Мицковски кажа дека не му пречи 20% да се тргне од употребата на албанскиот јазик во уставот. Пред тоа кажа дека изразува жалење за тоа што се случило на 27 април 2017 година. Почнува да каже, зборам за пред октомври 2021 година, дека веќе општеството треба да се гледа повеќе како граѓанско општество и не треба да ги гледаме разликите меѓу народите кои што живеат туку да размислуваме за економскиот развој на државата. И тоа беше окей за нас, први сигнали дека сме подготвени и можеме да го разбиеме тој лед, дека никој не сакаше да соработува со ВМРО ДПМН. Меѓутоа, за жал ние таа соработка ја плативме високо. Дали не ви се чини дека всушност влеговте во мамката на играта на Али Ахмети,
кој во моментов се соочува со внатрешни прегрупирање во партијата, па сега на некој начин лидерот на интегративците ве користи како заплашување за дел од струјата која вели нашите министри, говорам за министрите од ДУИ, не ги дадоа посакуваните резултати. Вие кажавте министри, директори 30, 40. Воопшто не е вистина, ние не сме воопшто започнати да зборуваме евентуално за тоа колку министри би зели или колку директори. Тоа се шпекулации, јас слушам и ги читам по портали, дури има имиња и на 7-8 министри од Алијанса. Се спомнуваат различни ресори, различни имиња и најодговорно тврдам дека сите тие пишувања и кажувања на одредени луѓе се апсолутни шпекулации. Така да повторно постојат превирања, а ние воопшто не помагаме на господинот, не му помагаме на господинот Ахмети. Дури мислиме дека му помагаме да катализираме да се случи тоа што треба да се случи во ДУИ и мислам дека има огромни шанси да се случи и тоа е добро и за општеството и за ДУИ во што поскор период да оди во опозиција. Како ќе гурнете ДУИ? Па, видете, ние имаме стратегија, јасно подготвена стратегија во партијата, меѓутоа мислам дека не е добро да се каже тоа јавно, меѓутоа со случувањата што ќе се случат во почетокот, во првото 3 месече на идната година, ќе се види како полека албанската опозиција после 20 години веќе се надзира дека има можност да донесе таа промена што албанците очекуваат во Македонија скоро 20 години. Често е употребувата формулацијата на меѓународниот фактор дека македонската влада доживува експанзија на криминал, корупција, непотизам, а притоа сакате да делите заеднички колач или дел од одговорноста со Ковачевски и со Ахмети. А зошто да делиме? Значи, не е тоа дека ние сме подготвени сигурно да влеземе. Која е цената за која вие би се согласиле да бидете дел од владата? Ние бевме дел од владата 2017 година. Ако се сеќавате, на 1 јуни 2017 година јас бев избран како генерален секретар на Алијанса за албанците, бев избран за министер за здравство. И ако се сеќавате, за 3,5 месеци колку бев министер, 100 дена, иако ние и тогаш бевме опозиција на ДУИ, меѓутоа мислевме дека господинот Груевски треба да си отиде, тој режим треба да падне и се случи тоа. И на 27 април беше големата пресвртница во македонската политика. И од 27 април веќе на секој беше јасно дека Груевски веќе нема да биде и следниот премиер и не успеавме да направиме нова влада и тогаш кажавме дека половина од режимот падна. Остана другата половина. Таа друга половина на режимот е ДУИ. Се согласувате со ова што ни се случува денеска на политичката и општествена сцена? Сведоци сме дека имаме ерозија на правниот систем. Имаме давање на дипломи, се штанцаат магистарски трудови, докторски дисертации, изместени вредности, а вие велите ние ќе се обидеме да придонесеме да се подобри состојбата. Како би се подобрила состојбата во вакви околности? И за релативно краток период, имајќи во предвид дека ако се опстои на ставот на власта дека избори одиме на редовни 2024, тоа е релативно краток период. Многу едноставно. Разликата во владењето не ви треба 100 години, ви требаат неколку месеци или една година за да покажете различност од тие што се навикнати луѓето овие 20 години да гледаат еден ист тип на владење. Меѓутоа, повторно велам, ова е хипотетична состојба. Ние се уште не сме одлучиле дека би биле дел од власта. Нормално, јас кажав, и доколку се има понуда, тоа мора да помине низ партиски референдум. Оно што во јавноста се коментира дека евентуално и од влест на Алијанса на албанците може да доведе до, или е идејата за поголемо окрупнување на албанскиот фактор во државата. Јас сум кажал дека ДУИ и Али Ахмети и штетат прво на албанците во Македонија. Оти не е добро една политичка партија да биде 20 години на власт.
Едноставно не е добро, ниту за македонци. Не случајно развиени демократии, посебно е америчката, не смееш повеќе од 2 мандати да има извршната власт. Тоа е председателот. Дуи е инфилтрирана во институции. Ја често ова го кажувам од пред 2 години, дека институциите, посебно во албанскиот дел, се дуизирани. И тоа е проблем освен на дуи, освен на албанците кои што живеат, и овие дуизирани институции за време на период на избори ги користат сите механизми на тие институции за да ја помогнат на дуи да победи во изборите. Меѓутоа, долгото владење на дуи веќе е ризично и штетно и за државата. И ова веќе го констатираат повеќе луѓе кои што за мене се релевантни политички фактори во земјата, меѓутоа и регионот. И мислам дека господине Таравај, велите штетно и ризично е владењето на дуи, односно партиципирањето. Дали ваквите ваши позиции и ставови сте ги споделили со премиерот Ковачевски? Апсолутно. Ја јавно го кажувам. Оваа емисија ќе оди, ова интервју сигурно ќе оди во телевизија и ова јавно го кажувам. Ова може да го слуша и Ковачевски, меѓутоа ако не Ковачевски, некој од СДСМ ќе го слуша. Меѓутоа ова сум го кажал не прв пат. Ова е можеби 10 или 15 пат што го кажувам, дека штета е за општеството и за државата дуизирањето на институциите во државата. До еден момент беше штетно само за албанците, бидејќи влијаеше на резултатот во изборите, сега е штетно и за функционирањето на државата и вие ми спомнувате дека се избираат вакви суди, се избираат во одредени институции. Ја не сум против тоа колкав е процентот на тие кои што играат за репрезентација на Македонија, дали се повеќе албанци или македонци, или во одредени институции дали се способни македонци или способни албанци. Меѓутоа, ни пречат во функционирањето на државата доколку имаме неспособни кадри кои што треба да раководат важни институции. Мене ми пречат исто како и на вас, луѓе кои што штанцаат дипломи, после дипломски студии, магистериуми и докторати, ние сите го знаеме тоа и молчиме. Ни останува само господинот Илиевски јавно да зборува за образовниот криминал. И тоа тој секојдневно го пишува во различни вестници, меѓутоа и портали, и никој по јавно кажан глас од обвинителствата или од судовите не покренуваат никаква иницијатива. Додека зборуваме јас и вие, сигурно кога спомнуваме штанцање на дипломи, веднаш не асоцираат на 2-3 универзитети кои што и вие го знаете и јас го знам. Па ете, ја би ве мотивирал да организирате една емисија и да ги иницирате овие работи како млад и перспективен новинар. Благодарам за гостувањето во емисијата. И благодарам за можност. Поштовани лечи, тоа беше Арвен Таравари, веде председател на Алијансата на албанците. Тој е еден од најпреведуваните бугарски писатели. Писател, романсиер, сценарист, есеист. Ѓорги Господинов е гостин во новото издание на Трилинг. Во вечерашното издание ќе видите само сегмент од интервјуто, ексклузивното интервју со него. За него ќе напишат: за солниште на времето е мокен и брилјантен роман, јасен, пречувствителен, енигматичен. Роман во кој иднината попушта како скапана греда, а минатото не доаѓа како поплава. За солниште во времето е новиот роман на кој се осврнува Ѓорги Господинов. Во романот За солниште во времето тој става акцент на минатото, но и на актуелните збиднувања. Во наредните минути само сегмент од интервјуто со Господинов, а целото интервју со него ќе имате можност да го следите во следното издание на Трилинг. Ние в момента сме в една криза, която е повсеместна криза, но тук винаги на Балканите се усеща по-силно. И това е кризата на разговора. Хората спряха да си говорят, държавите спряха да си говорят, всеки се затваря в собственото си минало, а като се затвориш в собственото си минало, ти прибираш мостовите си. Така че, моя, как да кажа, призив към политиците е: вижте какво прави културата и направете същото. Ниедна битка од минатото не е добиена. Тие битки само отвараат војни. Може ли при постојана конфронтација на две соседни земји да се
најде заеднички јазик и да се излезе од позиција на вин-вин и во која ниту една од страните нема да се почувствува како губитник. Не, разбира се, и всъщност това, което правят литературата, хората от изкуството между тези две земи, които имате предвид, показват какво трябва да се прави. Ако политиците гледат това, което се случва в изкуството, ние отдавна ще си говорим спокойно какво се случва. В България излизат много македонски писатели, в Македония излизат български писатели. Тази вечер сме на българска вечер тук. Театрални режисьори от България поставят тук, театрални режисьори от Македония идват в София, правят се смесени изложби. В момента в културния център на България има смесена изложба българо-македонска. Ето това е начинът да говорим. Господинов, се осврнувате на минатото. Дали тоа значи дека ве плаши сегашноста и непредвидливата иднина? В миналото човек има нужда от минало, когато настоящето е тревожно, а бъдещето още повече. И тогава единственият начин е да се върнеш назад в миналото. В този роман се опитвам да кажа, че миналото може да бъде опасно, че миналото може да бъде капан, в който, влизайки, никога да не излезем оттам. Ще го кажа просто така. Миналото е добро, когато някой лично влезе в собственото си минало, в стаята на миналото, постои малко и излезе, без да заключва вратата. Миналото става опасно, когато се опиташ да вкараш цял народ вътре в него. Когато някой политик се опита да вкара цял народ. За това е този роман. Това иска да каже най-кратко. Појавата на голем број на огласи, голем број на статуси на лажни лекови. Значи надри лекови, надри лекарства, суплементи кои што немаат никакво дејство и така натаму и така натаму. Ова е поврзано со ковид пандемијата. Значи кога се појави ковид пандемијата, граѓаните почнаа да се чувствуваат несигурни, бараа начини како да се заштитат, како да го засилат својот имунитет за да не фатат ковид или ако фатат ковид, последиците да бидат помали. И оваа желба на граѓаните за заштита ја искористија овие што промовираат и што продаваат вакви надри лекови. Значи станува збор за лекови кои што не се регистрирани никаде, значи кои не се регистрирани во нашата агенција на лекови, и тие се продаваат преку огласи во кои што или се злоупотребуваат имиња на наши познати лекари, иако тоа се прави помалце, затоа што е многу ризично, можат да бидат полесно откриени и да бидат тужени од тој лекар чие што име го спомнале, или пак употребуваат фотографии на кои што има измислени лекари. Например, ние сме нашле фотографија кај што се вика, не знам, лекарот тој и тој, ќе пребараме таа фотографија, нема врска, ни лекар, ни ништо, станува збор за некаков си адвокат од Москва. Исто така и имињата што ги употребуваат со таквите фотографии не постојат. Значи, кога ќе го провериме името, таков лекар во Македонија нема. Нас ни е целта да направиме проверка на фактите и да видиме, значи, дали тоа е вистина или лага, и ако е лага да го обележиме. Значи, тоа е нашата обврска. Значи, ние се разбира и граѓаните тоа истото можат да го направат, ако налетаат на некој таков лек, кој што е промовиран на интернет, на социјалните мрежи. За жал, ваквите надри лекови се промовираат и на порталите. Значи, тоа се оние огласи што ги гледаме веднаш под вестите. Значи, ако читате некоја вест на портал, нели насловот го читате, па текстот, и после тоа има еден простор во кој што има неколку реклами, и во тие реклами многу често има надри лекови, и тука медиумската заедница треба нешто да направи да се спречи таквото рекламирање. Овде станува збор за меѓународна операција. Значи, вие кога ќе отидете на некоја социјална мрежа, ќе го видите тој статус
или тој твит што и дае, кој што рекламира таков лажен лек. И кога ќе кликнете на линкот, тој ве води на интернет страница, на некаков си вебсайт или блог, од каде што можете да извршите нарачка. Пред нарачката има реклама. Сега, тие реклами истите, значи со истите тие фотографии, за истите лекови ги гледаме на најразлични јазици. Значи на албански, на српски, на босански, па на словачки, на унгарски. Значи, стано е збор за меѓународна криминална операција. Тие лекови се продаваат по она ние што ги имаме забележано, барем во источна и централна Европа, така што, мислам, не би требало, тоа веќе се влегува во некоја друга сфера. И плюс, нели, лекари, например, кои ќе видат дека нивното име е злоупотребено, пријавуваат кај надлежните, така што надлежните се запознати со оваа појава. Арно, ама за овие лекарства, за овие надри лекови, надри суплементи, не се појавува ни име на лекар, ниту пак се појавува лекот. Со вечерашната ТВ колумна го завршуваме и ова издание на емисијата Трилинг. Ви благодарам на вниманието и останете со програмите на телевизија 24, а нова средба ви закажувам за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути. Во меѓувреме, читајте на trilling.mk. Довидување.